Имаме ние актуелна влада во Техничка моментов влада. до 3 Добро. јануари. Аха. На 3 јануари ќе добиеме техничка влада, условно е тоа техничка. Добро. Влада тоа е влада, како и секоја друга, и таа работи нормално се до моментот на распуштањето на парламентот и Тоа отварањето значи на ќе го избори. повлечете стариот закон, така? Да, Ама тоа е не идејата, можете да го процесирате новиот, бидејќи техничката влада не може закони да процесира. Може, зашто не може да процесира? Ова повторно слушам. Не е проблем никаков, таа работи нормално. Владата работи нормално се до моментот додека не се распушти парламентот заради избори. Добро, повелете. Што правиме? Да. Се Што уште ќе правиме? немаме мнозинство од 80 пратеници кои би можеле да го изгласаат и новиот текст на законот, кој е многу сличен со претходниот текст, има неколку нијанси само разлика. Меѓутоа мислам дека повторно пратениците на ВМРО ДПМН актуелниот состав сега нема да го гласа, бидејќи тоа не е решение кое они бараа да биде спроведено во законот. А кои одредби од нивните амандмани не се соодветни за да бидат дел од законот за јавно обвинителство, како би дошле до таа бројка од 80 пратеници? Не се работи за одредби од нивните амандмани, они нема многу амандмани тој закон што е сега актуелен во собранието. Тој има околу 40 амандмани, од кои едно 10 се веќе усвоени, тука е прекината седницата за европски прашања што ја води Артан Груби. Во другите 30 амандмани, некои делумно се технички амандмани, делумно може да се прифатат. Клучот е околу начинот на избор на или првиот човек на обвинителството, значи да го условно кажеме местото на Јовевски во моментов, или првиот човек на обвинителството за организиран криминал. Нешто што не се согласува опозицијата пак со имињата, кои што власта ги предлага. Не се работи за имињата, нивниот мандат е почнат и нашиот став е, сметаме дека не треба да го прекинеме насилно, да кажеме во наводници насилно, со закон мандатот на лицата кои се избрани од едниот во парламентот, тоа е Јовевски, а госпоѓа Вилма Рускоцка избрана од Советот за јавни обвинители на 4 годишен мандат. И она ја тера првата година од својот мандат. Барањето на ВМРО ДПМН е да со амандман се интервенира да во рок од 30 дена постапување во сила на законот, всушност се они дадат предлог за прв човек. Ама така заврши мандатот на господја Катица Јанева пак, иако беше изгласана исто во собранието. Не, мандатот на Катица Јанева заврши малку поинако, ама тоа мислам дека не треба многу да го дискутираме и се знае од кои причини заврши нејзиниот мандат. На крају крајва тој и истече, 4 годишен е, а истекуваше дента пред да истече, заврши со гласање Со во новиот парламент. закон дефинитивно се решава статусот на, односно решенијата кој ќе гони криминал во високите кругови или белите јакни. Секторот за организиран криминал или ќе се формира посебен оддел? Не, ќе остане одделот што е сега во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Нема да се формира посебен оддел. И пак нема да се донесе решение за лицето кој што би ја водела таа институција со оглед дека опозицијата пак не ја прифаќа господја Вилма Ама тоа дали ја прифаќа или не ја прифаќа, тоа е второстепено. Да, ама тоа значи дека госпоѓа нема да Вилма дојде... има мандат од 4 години. Знаете како се бираат во организиран криминал? Сите се они обвинители, а се бираат на мандат од 4 години. Само таму има мандат, инаку нивниот мандат како обвинители е траен мандат. Додека не истече тој мандат, господја Вилма ќе си го води оделението за организиран криминал. Друг закон кој што го спомнавме Чомовски беше законот за јазиците, кој што до Венецијанската комисија беше испратен откако беше усвоен во собранието. За потоа премиерот, добро се сеќавам, Зоран Заев рече дека откако ќе се врати од Венецијанската комисија ќе се работи на сите забелешки, меѓутоа откако испрати Венецијанската комисија забелешки, повторно топката се префрли на политичките препукувања и сега во владината коалиција помеѓу партнерите. Министерството за правда неодамна соопшти дека ќе ги разгледа забелешките. Што значи да ги разгледа забелешките? Тие дали на крај ќе влезат во самиот закон или нема да влезат? Тоа дали ќе влезат или нема да влезат, сега јас денеска стварно не можам да ви одговорам.
Ги знаете забелешките за Да, тоа? ги знам забелешките. Во дело значи дека не е противуставен, мислам дека тука се потврди, бидејќи Венецијанската комисија воопшто и не разгледува закони од аспект дали се уставни или не се уставни. Највеќе копијата тука се кршат во делот на примената на јазикот во судството. Всушност, и мислам дека судството во овој момент не е спремно за тоа што е предложено во самиот закон. Нема капацитети за такво нешто, нема ниту пак опрема за такво нешто. Ги знаеме капацитетите на судството, знаеме и со каква опрема располага судството. Во овој момент законот за кривична постапка дава доволно права на странките во постапката. Тие се секогаш права према странка, према оштетен или према обвинет права. Да го користат својот мајчин јазик, да имаат право на превод, преведувач, да добијат преведувани списи и слично. Тие права никогаш до сега не се однесувале на субјектите кои учествуваат во судската постапка, тоа се мисли на судот, кој вообичаено говори на јазикот во кој се говори во државата, тоа е македонскиот јазик, и страната на обвинителството и одбраната. Така да мислам дека во овој момент, односно не мислам, знам дека судството нема капацитет веднаш да спроведе тоа Дали што се тоа бара со законот. може да биде формално правна пречка за завршување на одредени процеси, како што се случи донесениот адвокат да побара превод на албански јазик на сите списи дотогаш во спорот што се одвива пред кривичниот суд. Да, јас мислам дека не може да биде. Прашањето е тоа што е покренат обвинени, односно постапка пред адвокатската комора од нивниот обвинител, но тука нема резултат. Нема абер како тоа се однесува за сите обвинители кои може тоа да го користат како начин на злоупотреба на постапките. Мислите за сите адвокати? За сите адвокати. Слушно за одбраната во конкретниот случај. Мислам дека нема да има дека судот не смее да дозволи тука злоупотреба на постапката, бидејќи за судот лек специјалис е законот за кривична постапка. А тој е јасен и тука нема дискусија никаква. Адвокатите по правило ги користат сите методи Тој ми е работа. да си ги одбранат клиентите. Иако и они се дел од овој општествен амбиент во битката за создавање на основи на правна држава, сигурност и така натаму. Нели ви се чини дека, односно, што правиме за да не застаруваат делата, за да не се поигруваме со правната држава на начин на кој некој се разболува, друг не доаѓа, трет не сака, а обвинителството се гледа се. Дури во една прилика на еден од обвинителите им рекол, покренете постапка за притвор, ставете ги 30 дена и завршете ги за 30 дена најкомплицираните судски случаи, ако имате докази. Па видите, од мојата претходна пракса како адвокат, тоа се случувало. Бидејќи во законот имате можност се вели притвор заради судење. Тоа се дава. И тоа е точно. Тоа може да се направи, тоа е еден од моментите, да не ме сватат сега судиите погрешно. Мислам дека во конкретниот случај сега што беше актуелен е ТНТ, нели, околу тоа се кршеа копијата, дали ќе дојде тој датум од 24 декември, нема да дојде, поротничката ќе одела во пензија, морала да се констатира пензија или не. Порано судот правеше нешто друго, мислам дека тука е мала грешка направена. Правеше резервни поротници и резервни суди. И тоа се внесува на записник, тие присуствуваат на судењата, ги има во записникот дека се резерва на тие што се назначени да го судат, ако е петорка во случајов 2 со 3, значи суди и поротници и двајца суди, и тие се во секој момент на располагање на советот за судење. И не може да добиете ваква ситуација. Ако судот не ја користи оваа допуштена таа е по можност закон. да се Значи, изнесува, и во деловник. да се донесува притвор за завршување на судска. Дали тоа не зборува за некакви спреги кои се уште неразбиени во судството, а тоа се адвокати и суди и политичките елити? И само да се надоврзам, можеби затоа беше потребно на писмо од Десковска до судиите за одолговлекувањето на тие предмети. Не, да го завршиме овој дел. Значи, тоа е допуштена варијанта, така? Да, тоа се вели притвор заради судење. Ако е тоа допуштена варијанта, што правиме со процесите во кои заради
злоупотреба на службени белешки, лекарски уверени и така натаму се одолговлекуваат судските процеси. Има ли одговорност, например, кај лекари кои тоа го дозволуваат е надвор од постапката? Треба и мора да има. Тоа мора на тој начин да се реши. Само со покренување на постапки против тие лица што ги издале тие лекарски потврди или било што да е во таа насока. Нормално, мора да се стави еден ден крај на сето ова. Дали има спрега, велите адвокати и суди? Јас не верувам дека во конкретниот случај што го спомнавме, пошто беше актуелен до пред неколку дена, има било каква спрега за тоа. И не верувам дека има некој, барем вака, нема видлива спрега. За да застари еден предмет се многу фактори. Немој да мислите дека е само до судот, може би е најмалку во крајна инстанца до судот. Тука имате од почеток од откривање на делото, па преку предистрага, истрага, па додека дојде обвинението во суд, па самиот процес на судење. Само уште едно прашање врзано околу ефикасноста. Ако е дозволено, да речем условно привремено да бидат Да, до 30 дена имате можност. До 30 дена изолирани, ајде не речеме притворени. Притвор, да. И да бидат достапни, како што ги носат секој ден. Секој ден ќе ги носат и ќе се боки, суди. катице, ова и секој ден и нив да ги носат. Возможно ли, може ли судијата да издвои дел од постапката, а да ги заврши со пресуда за исто дело кај другите актери? Како што беше случајот сега со ТНТ. Бидејќи поради болест, нели, се одложи. Еве таква ситуација да симулираме не заради поротниците, дали може да се издвои тоа? Да, таква постапка имавме издвоена во случајот против поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска во оној предмет за набавката на возилата за МВР. Може да се издвои по закон, може да се издвои постапка. Само треба да бидат исполнети условите. Јас сега конкретниот предмет не го знам во детали за да знам дали биле исполнети или не за издвојување. Ако вие во секој момент можете да набарање на обвинителството или одбраната, судот може да ја издвои постапката, да ја пресуди во издвоениот дел, а другата да си продолжи. Чемовски, ќе си дозволиме уште минута само да го затвориме разговорот со последната тема, тоа е дека си отворивте нова војна сега со извршителите. Пред Министерството за правда секојдневно протестираат граѓани. Неодамна Министерството за правда реши да ја намали она тарифа за награди од 1000 на 300 евра, па извршителите протестираа своевиден апсурд, па коментирано во јавноста. Зошто толку долго време беше потребно за да се свати дека каматите всушност го надминуваат долгот на граѓаните? Не, видете вака, сега војна е груб збор. Значи точно е, протестираат граѓаните, они секој вторник протестираат. Јас 2 вторника веќе имав и состанок со нив по неколку часа. Точно е, си имаат своји проблеми кои се горки за нив проблеми. Меѓутоа, тие проблеми не се настанати сега. Тие се стари проблеми кои се таложили уште во време кога предметите беа во судовите на извршување. Се таложеле затоа што тамо одеше многу споро извршувањето или беше многу неефикасно. Не, многу сте фин за инаку јасната спрега меѓу судиите, адвокатите и големите корпорации кои свесно ги чува во фиока тие предмети и луѓето ги заглавува. Да, тоа се зборуваше, се говоркаше, се слушаше тако. Јас сум сведок, јас низ мојот случај тоа го проверив. Можно е, јас не велам не. Со интервенцијата во тарифата на овие луѓе нема да им го решиме ние проблемот. Проблемот им е настанат претходно, таа не може ретроактивно да важи. Тој се наталожил веќе како бројка, они го имаат. Затоа владата во саботата усвои закон за отпис на камати, ќе се отпишат сите камати, каде што доверител е државата или е јавно предпријатие под општината или градот Скопје. Се отпишуваат целосно каматите, а главниот долг ќе може да го платат на зависи од износот на многу рати. И со репрограмирање, да. Со репрограмирање. Тоа ќе го реши нивниот проблем. Ова нема да го реши претходниот проблем. Она што велите за каматите. Јас само да потсетам тие што работеле судство воопшто или работеле со судови, порано многу одамна во Законот за облигациони односи
имаше клаузула дека каматата не може да надмине двоен износ на главниот долг. И мислам дека за тоа треба да се размислува. Беше гостин во оваа телевизија што се слуша, утрински брифинг, после Александар Чомовски доаѓа Александар Родановски, па вие изберете се.